регионални вести на КИС. Во вкупно 19 училишни објекти од основното образование изминатиот период инвестирале од општина Тетово. Целта е да се овозможат квалитетни услови за настава на учениците. Повеќе од 10 проекти се реализирани или пак се реализираат низ основните училишта во Тетово. Според градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи, која денес ги презентираше проектите, сите инвестиции се резултат на отворената и транспарентна работа на општината во однос на фондовите кои ги имаат, како и добрата соработка со другите институции и првите луѓе во училиштата. Инвестициите во основното училиште Кирил и Методи во Тетово се само дел од реализираното изминатиот период, истакна меѓу другото Арифи. Во школото кај што сме тука, во училиштето Кирил и Методи, е комплетно завршен процесот на промена на инвентарот, изграден е нов терен за одбојка, каде што учествуваа заедно школскиот буџет, буџетот на општината, исто така и со поддршка на родителите. Монтирани се противпожарни аларми, исто така се реновирани комплетно санитарните чворови, а во тек е изградбата на терен за баскет, кој исто така мислиме дека ќе им служи и на учениците, но и на граѓаните кои тука живеат. Изминатиот период се инвестирало или се работи во вкупно 19 школски објекти. Целта е да се овозможат квалитетни услови за настава на учениците. Филозофијата на коректно однесување кон буџетите апсолутно ги дава овие резултати и се враќа како добро за учениците, за родителите и за нашето општество. Сакам да ја користам приликата да им се заблагодарам на директорите на сите овие училишта кои многу свесно отворено ја следеа оваа филозофија како една праведна филозофија која ќе ни овозможи да имаме добри училишта, добро инфраструктурно опремени, а исто така заеднички да работиме за зголемување на квалитетот на предавањето во нашите училишта, за нашите деца бидат конкурентни во тој пазар на знаење, а понатаму и на пазарот на трудот. На реализирање на проекти во основните и средните училишта од општина Тетово ќе продолжат да работат и наредниот период. Неколку социјално загрозени семејства во Тетовско денес добија дрва за огрев, донација од Тетовско-гостиварската епархија. Тетовско-гостиварската епархија денес донираше огревни дрва на неколку социјално загрозени семејства во Тетово и во Тетовско. Владиката Господин Јосиф го посети семејството на Рада Ристовска од Сараќино, кое се наоѓа во тешка финансиска состојба. Таа живее со синот, а сопругот и починал пред 8 месеци. Ова први пут вака е, а прошли пут брат ми донесе веќе, па можем да речем пуна кола ствари, од чебе па до постелина, до алишта така. Ова е прв пут вака хуманитарно поголемо нешто. До сега вака никој не се обидел да ми помогне. Еве 8 месеца како е починат, не ми отворил никој врата и тоа можем да го кажем. Еве стеа, многу сум благодарна. Немам зборови. Сте невработена, така? Па невработена. Никоди немате од никаде? Земјице. Сад па тако после ќе никне, ако не, ништо. Тоа. Освен дрва за огрев, Тетовско-гостиварската епархија во изминатиот период на повеќе семејства им донираше хуманитарни пакети и санитарија. Тетовско-гостиварската епархија, како и минатата година, така и оваа година, на неколку семејства кои што има потреба од помош во дрва, за огревни дрва, и оваа година донира и поклонува дрва за семејства кои што се социјално загрозени од Тетовско-гостиварската епархија. Ние како епархија секогаш сме достапни за оние семејства кои што ќе се обратат до нас да помогнеме во рамките на нашите можности. Господ Бог да ги благослови сите кои им треба нашата помош и секогаш ќе бидеме достапни за тие кои ќе се обратат кај нас. Освен до дрва, какви други хуманитарни акции? Во овие 2 години како надлежен владика во Тетовско-гостиварската епархија во повеќе наврати сме помагали на различни начини, во социјални пакети со храна, во помош, значи во различни санитари, машини за перење, сушари, кои што епархијата ги донира од своји сопствени средства, така да повторно ќе повторам, како епархија секогаш сме отворени и луѓето кои што имаат потреба може да се обратат до нас и остануваме, бидејќи целта на црквата е онаму да помогне каде што е потребно. Така да и светиот апостол Јаков во своето послание вели верата без добри дела е мртва. Така да верата треба да биде жива и да помагаме онаму каде што треба да се помогне.
Инаку денес освен Ристовски по 2 метри кубни дрва за огрев добија уште 3 семејства во Тетовско. Со пригоден собир и положување цвеќе пред споменикот во Мавров Јанови, денес беа одбележани 60 години од снежната трагедија, во која при огромни лавини животот го загубија 52 лица, градители, граничари и локално население. Денес навршуваат 60 години од Мавровската трагедија, кога во снежни лавини загинаа 50 градители на Мавровскиот хидроенергетски систем, граничари и местно население. Во спомен на жртвите во најголемата природна катастрофа во Македонија, ХЕЦ Маврово организираше собир пред споменикот на градителите во близина на браната на Мавровското езеро. Со положување на цвеќе и едноминутно молчење им беше оддадена почит на градителите кои ги загубија животите при снежните лавини од 1956 година. На собирот присуствуваа вработени во хидроенергетскиот систем и жители од Мавровскиот регион. Денес, 11 февруари 2016 година, се навршуваат 60 години од големата трагедија која се случила во текот на изградбата на Мавровскиот хидроенергетски систем, кога во снежните лавини кои го зафатија Мавровскиот крај, животот го загубија 52 градители на системот, од кои 38 работници и 14 граничари од сите краишта на нашата држава. Од изградбата па до денес, Мавровскиот хидроенергетски систем, како дел од акционерското друштво Електрани на Македонија, континуирано се надградува и обновува и со производството на електрична енергија значително допринесува во снабдувањето со електрична енергија на сите граѓани на нашата земја. По повод трагичниот настан од 1956 година и во знак на сечавање на загинатите, традиционално се одржува и Мавровскиот скијачки меморијал, на кој активно учество земаат на преборувачи од повеќе европски држави. Февруарската снежна трагедија се случила во околината на селата Рибница, Стрезимир и работничката населба кај местноста Торбешки мост, каде што биле сместени градителите. Во лавините биле затрупани стотина луѓе, а спасувачките екипи во 10-дневна акција успеале да спасат половина од нив. Во сообраќајка во Тетово повреден е пешак на возраст од 60 години. На автопатот Тетово-Гостивар се уште кучињата скитници предизвикуваат сообраќајки. 60-годишна жителка од тетовското село Стенчев вчера во сообраќајна несреќа се здобила со тешки телесни повреди. Сообраќајката се случила на улицата Вон Вардарска пред влезот на паркиралиште во Тетово. Во неја учествувале патничко возило Форд со тетовски регистарски таблици, управувано 21 годишен жител од Сеничан и пешакот. Во несреќата таа задобила скршеница на левата рака и со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница. Покажаната помош таа е пуштена на домашно лекување. Екипа на СВР Тетово извршил увид и се утврдува причината за несреќата и се друго поврзано со истата. На автопатот Тетово-Гостивар во непосредна близина на клучката за Неготино Полошко. Вчера околу 10 часот патничко возило Volkswagen Широко со октитски регистарски таблици, што го управувало лице на возраст од 64 години. Налетало, удрило и смртило куче бездомник. Повредени во несреќата нема, додека вкупната материјална штета се проценува на околу 100.000 денари. Извршен увид, а причина за незгодата е необезбеден коловоз, односно неконтролирано движење на животното. Годинава досега на поширокото тетовско подрачје регистрирани се вкупно 6 сообраќајни незгоди, што ги предизвикувале животни, најмногу кучи на скитници. Најголемиот број вакви незгоди се случиле на автопатот Скопје Тетово-Гостивар, пред секако резултат на оштетени нефункционална заштитна ограда до автопатот, што возможува неконтролирано движење на животните. Повредени во овие несреќи за сега нема, но причината е значителна материјална штета. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува непочитувањето на професионалните новинарски принципи и стандарди од страна на одговорниот уредник на телевизија Сител Драган Павловиќ Латас при гостувањето на председателот на СДСМ Зоран Заев во синоќешниот дневник. Наместо интервју во кое различните гледишта и мислења ќе добијат еднаков третман, со што публиката ќе може слободно да оформи сопствено мислење за актуелните општествено-политички теми, гледачите видоа непримерен начин на комуникација, кавга и навреди, соопштува агенцијата, која наведува дека гледачите биле сведоци на комплетно отсуство на култура на говорот и неетичноста.
Имајќи предвид дека почитувањето на новинарските стандарди е предмет на саморегулација, агенцијата ги повикува Советот за етика во медиумите на Македонија и новинарските здруженија да ги преземат мерките што им стојат на располагање, стои во соопштението на агенцијата. Мирсат Ндрецај и Бек Ризај се предале на полицијата за време на настаните во диво населје на 9 и 10 мај минатата година, а потоа биле убиени. Ова го изјави Руфки Догани, еден од 29 мина обвинети за делата тероризам и терористичко организирање, на денешното продолжение на судскиот процес во Скопје. Насуф Бекири, исто така еден од обвинетите, пред судот изјави дека тие не се терористи и оти во Куманово не дошле да војуваат. Се сеќавам на зборовите на Ндрецај дека ние ќе бидеме фигури и ако дојде полицијата нема да ги нападнеме, туку само ќе пукаме во воздух, рече Бекири. Тој додаде дека сега знаат оти биле искористени за нечии политички цели. Одбраната во воведните говори тврдеше дека правната квалификација тероризам не може да опстои како што е наведена во обвинителниот акт, затоа што според нив станува збор за друго кривично дело. Во градската библиотека во Гостивар утре вечер ќе се одржи поетско читање. Учествуваат поети и љубители на поезијата, кои ќе читаат своји стихови, но и песни од други автори. Во Гостивар утре вечер ќе се одржи поетско читање под наслов Стихови и вино. Настанот го организира градската библиотека при Центарот за култура Асном, заедно со неколку поети и љубители на пишаниот збор. Со поетската вечер ќе се промовира Гостиварската градска библиотека како алтернативно место за одржување на литературни културни манифестации од ваков вид. Настанот се организира по повод Денот на љубовта и виното 14 февруари. Планирано е да настапат десетина поети и почитувачи на поезијата од различни генерации од Гостивар. Како специјална гостинка е најавена поетесата Снежана Стојчевска од Скопје, едно од најзначајните имиња на современата македонска поетска сцена од помладата генерација. Атмосферата ќе биде надополнета со музика на гитари од младите музичари Кристијан и Никола. Поетското читање Стихови и вино е закажано со почеток во 19 часот. Со Света Божествена архирејска литургија во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, утре ќе се одбележи празникот посветен на светите три иерарси. По повод празникот на тројцата иерарси, светите Василий Велики, Григорий Богослов и Јован Златоуст во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, во петок на 12 февруари ќе се богослужи света архирејска литургија. На литургијата, која ќе започне во 8 часот и 30 минути, ќе чиноначалствува митрополитот Европски господин Пимен, во сослужение на митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф и надлежниот митрополит Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. На литургијата ќе сослужуваат повеќе архимандрити и игумени и свештеници од Македонската православна црква, Охридска архиепископија. На светата литургија активно учество ќе земи и женскиот младински хор Менада под диригентство на маестро Ивица Зорич. Германија, Грција и Турција побараа од НАТО да помага околу бегалците кои го минуваат Егејското море од Турција кон Грција. На состанокот во Брисел, генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг изјави дека сериозно се разгледува можноста НАТО да утврдува како шверцерите на луѓе оперираат на Егејското море. Тој ќе биде за прв пат оваа воена алијанса да биде инволвирана во европската мигрантска криза. Според предложената мисија, НАТО ќе собира информации за шверцерите кои потоа ќе им бидат проследувани на турските и грчките власти. Скоро 80% од мигрантите и бегалците пристигнуваат во Европа преку Егејско море. 6 деца загинаа во судир меѓу школски автобус и друго возило, јави агенцијата АР повикувајќи се на француските власти во градот Рошфор. Градоначалникот на тој град на Атлантскиот брег потврди дека 6 ученици во локалното училиште загинале во несреќата. Министерот за сообраќај и други владини представници веднаш тргнале од Париз на местото на несреќата. Повеќе од 60 луѓе загинале во двоен самоубиствен напад извршен од жени врз камп за раселени лица на североистокот во Нигерија.
Нападот се случил во вторникот во градот Диква, оддалечен околу 80 километри од Мајдугури, главен град на државата Борно, но поради прекин на телефонските врски за нападот не се дознало порано, јавуваат западните медиуми. Во нападот се ранети 78 луѓе. Во кампот се сместени околу 50.000 луѓе кои побегнале од насилствата на джихадистите од Боко Харам. Властите сметаат дека 3 жени бомбаши влегле во кампот, но само 2 го активирале експлозивот што го носеле на себе. Третата жена одбила да го активира откако дознала дека нејзини родители и роднини се во кампот и им се предала на властите. Засега никој не презеде одговорност за нападот. Вкупно 129 училишта, меѓу кои 53 државни, се затворени во индискиот град Бангалоре, поради страф од можни напади на леопарди. Одлуката на властите е донесена откако едно вакво диво животно е забележано вчера доцна попладне од градежните работници кои работат на периферијата од градот. Властите ги предупредија жителите да останат во своите домови, додека полицијата и припадници на шумската патрола се обидуваат да го откријат леопардот. Во неделата цели 10 часа траеше битката на полицијата и шумските чувари за заробување на еден друг заскитан леопард, кој влезе во училиште во Бангалоре, повредувајќи 6 лица. Севернокорејската државна телевизија КРТ објави снимка од неодамнешното лансирање на ракетата, што однесе сателит во земјината орбита, како и фотографии од Џим Јонг Ун, како го наблюдува настанот. Пјонгјанг соопшти дека со помош на лансираната ракета во саботата поставила сателит во орбитата. САД и сојузниците соопштија дека на целиот настан гледаат како на прикривање на намерата на Пјонгјанг да развие балистички ракети, кои би ги употребувале за пренос на нуклеарни боеви глави. Лансирањето следеше откако Северна Кореја на почетокот на годината ја изврши 4-та нуклеарна проба. Обединетите нации соопштија дека 4-та нуклеарна проба и лансирањето на ракетата директно ги кршат правилата на таа организација и представуваат сериозна провокација за меѓународната заедница. Предпладне имавме сончево време со мала до умерена облачност, а попладне претежно облачно со повремени врнежи од дожд, а на повисоките места од снег. Утринските температури се движеа од -1 до 2, а дневните од 3 до 8 степени. Утре не очекува променливо облачно време со повремен дожд, особено попладне, во јужните и западните делови од земјата. Ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринските температури ќе се движат од 2 до 5, а дневните од 5 до 9 степени. Го завршуваме и ова издание на регионалните вести. Пријатно!